Добре дојдовте во Приказна. Во ова издание на Приказна ќе зборуваме за важноста на емоционалниот и социјалниот развој уште од најраната возраст кај децата. Останете со нас. Емоционалниот развој е многу важен за структурата на мозокот, односно за архитектурата на мозокот кај децата. Токму и затоа го истражуваме во ова издание на Приказна. Децата заслужуваат најдобар можен почеток во животот. Многу истражувања покажуваат дека децата кои растат во поттикнувачка домашна средина и кои имаат шанса за организирани програми за предучилишно образование, кои го поттикнуваат нивниот холистички развој, постигнуваат подобри резултати на училиште и имаат подобри перспективи во животот. Предучилишната возраст од 4 до 7 години е период во развојот на децата кога настануваат значајни промени во сите сегменти на развојот со доминација на моторичкиот развој, наспроти континуираниот емоционален развој и забрзаниот интелектуален развој во подоцнежниот период. Ова значи дека најзабележителни промени се случуваат во полето на моториката, додека емоциите континуирано се надополнуваат и развиваат со напредувањето на возраста. Во овој период движењето, активноста и играта се доминантни медиуми преку кои се одвива развојот, односно преку играта и физичката активност се реализираат сите останати аспекти на развојот, оттука и развојот на емоциите. Ние невозможно е да бараме од детето да не го доживува она што го доживува. Вежбите за самосвест ни помагаат да ги научиме децата да ги забележуваат своите емоции. Не само своите емоции, туку и емоциите на другите деца. На крајот, кога ќе дојде последниот глас, ги затвораме, ги стегаме ушите. Наша задача не е да ги скорнеме емоциите кај детето, туку да го научиме децето да чувствува, да разбере, да го прикаже тие емоции во некоја поприфатлива форма, да го контролира неговото однесување, да го слушне неговото тело. Емоционалниот развој на почетокот на животот е од клучно значење за развојот на целокупната мозочна архитектура и има огромни влијанија во текот на целиот живот. Децата од предучилишна возраст кои имаат силна емоционална основа, имаат капацитет подобро да управуваат со секојдневните социјални интеракции. Како децата, така и возрастните најчесто не се слагаат во се и тоа е сосема нормално. Ние како воспитувачи најчесто реагираме тоа е детска игра, брзо ќе им помине. Меѓутоа, ако знаеме дека конфликтните ситуации сушност го раѓаат стресот, а пак стресот може да е причина поради која ще се јавуваат конфликтните ситуации, не е баш се така лесно и едноставно. Одговорите на децата на различните чувства што ги доживуваат секојдневно имаат големо влијание врз нивниот избор, нивното однесување и колку добро се справуваат и уживаат во животот. Вака изгледате вие кога сте вознемирени. Еве вака. Сензорните шишиња ги подготвуваме наменски со цел децата, а и возрастните да го смират дишењето, да се фокусираат на едно нешто, да го насочат своето внимание кон една цел. Тие се фокусираат на движењето на звездичките, светките, како тоа се намалува нивното движење, така тие стануваат се посмирени и повнимателни. Овие вежби се добри бидејќи го освежуваат мозокот, ја подобруваат концентрацијата и ја развиваат детската фантазија и имагинација. Емоционалниот развој вклучува учење за тоа што се чувства и емоции, разбирање за тоа како и зошто тие се случуваат, препознавање на сопствените чувства и на другите, како и развивање на ефективни начини за нивно управување. Како што децата растат и се изложени на различни ситуации, нивниот емотивен живот исто така станува посложен. Оттаму развојот на вештини за управување со низа емоции е многу важен за нивното емоционално здравје. Се подобрува вниманието, концентрацијата, стекнуваат подобри општи знаења. Ако си пријател и мил и секој го слушаш што зборува, секој на ист начин ќе ти возврати. УНИЦЕФ, британската амбасада во Скопје и Светот на Биби покренаа нова иницијатива за поддршка на родителите при развивање вештини за користење активности за социјален и емоционален развој на децата преку игра. Во денешно време, кога знаеме каков е животот на современите деца и знаеме колку е тој брз, колку активности тие имаат во текот на денот,
колку се, да речам, родителите презафатени, изгора на тоа да не го заборавиме влијанието на пандемијата и на целата оваа криза која што се случува глобална, децата се многу, да речам, под стрес, имаат многу спротивставени емоции, комуникацијата со нивните другарчиња е поинаква, намалена, комуникацијата дома е поинаква, намалена. И она што е целта на УНИЦЕФ преку овие проекти, а и целта на светот на Биби, всушност затоа ние и се споивме така брзо и едноставно, е да им помогнеме на децата полесно да ги пребродат тие кризи. Новата иницијатива на УНИЦЕФ и Светот на Биби, финансирана од британската амбасада, опфаќа серија анимирани приказни, сликовници и друг материјал за поддршка на социјалното и емоционалното учење во најраните години од животот. УНИЦЕФ посветува особено внимание на емоциите, на начинот на кој што децата се справуваат со нив, и нашата цел беше преку идолите на децата, преку Биби и Боби, да успееме да им укажеме на начините на кои што тие би се справиле со негативните емоции и секако начините на кои што тие би ги истакнале позитивните емоции. Иницијативата овозможува практични совети за активности со кои ќе им се помогне на децата да научат како да ги препознаат и да се справат со емоциите. Она што беше најважно кога ја правевме сликовницата, како дел од целиот проект на Светот на Биби и УНИЦЕФ, беше да се осврнеме на емоциите кај децата. Како што секогаш станува збор, кога се зборува за чувства и емоции, секогаш се гледа да се опфатат и позитивните и негативните. Овдека ние направивме малку и поширок, да речам, малку ја проширивме сликовницата и не беше само да ги опфаќа чувствата и емоциите, туку и да речеме некои поими кои што се дел од карактерот на децата и од нивниот, да речам, нивната комуникација со нивните другарчиња. Програмата на почетокот беше спроведена како пилот во неколку градинки со поддршка од воспитувачките за колегијална поддршка, пошто уследи воведување во целата земја. Многу е важно да се разбере дека родителите, воспитувачите, но и општеството треба да се вклучат во социјалниот и емоционалниот развој на децата. Колку емоционалниот и социјалниот развој е важен за децата и на која возраст започнуваат децата да ги развиваат тие вештини? Одлично прашање, ви благодарам. Ми представува особено задоволство што сум овде и да зборувам за нешто за кое што имам голема страст. Има многу научни откритија во оваа област во последните 10 до 15 години, особено во поглед на мапирањето на мозокот, што е многу корисно за навистина да разбереме како се развиваат луѓето. Она што го покажува науката е дека ние всушност се развиваме уште пред да се родиме и дефинитивно од денот на раѓањето. Уште на денот на раѓањето веднаш почнуваме да учиме. Учиме за нашето обкружување и потоа ги учиме сите тие работи. Од науката исто така знаеме дека сите ние сме социјални битија, социјални човечки суштества. Затоа е важно да си го најдеме нашето место многу рано. Каде сме во нашите групи, во нашите семејства, нашите заедници. Учиме многу лесно и брзо. Почнуваме да учиме речиси веднаш. Тоа не е учење што може да се види. Јас те поучив нешто и ти ќе го научиш тоа. Тоа е учење преку правење и учење за тоа кои сме ние. Тоа не е структурирано учење. Тоа е многу важно кога станува збор за деца. Затоа сметаме дека играта е многу важна. Се учи и преку игра и затоа ги охрабруваме родителите не само да ги остават нивните деца сами да си играат или да си играат меѓу себе, туку и родителот да се вклучи во играта. Затоа сметаме дека овие работи се важни. Тоа не оформува нас подоцна како човечки суштества. Ги откриваме нашите таленти и интереси и најважно од се е дека откриваме каде е нашето место во светот. Тука мислам на тоа каде сум јас во семејството, каде се моите релации во заедницата и со сите останати деца во заедницата, каде припаѓам јас и тоа учење продолжува секој ден. Како да ги научиме кога ги препознаат чувствата да управуваат со нив, бидејќи и таа вештина е многу важна?
Повторно одлично прашање. За тоа има повеќе техники. Првата работа е децата да ги научиме на речник за емоциите за да може да ги препознаваат. Бев воодушевена од посетите или средбите што ги имавме во Скопје. Таму видов мали прекрасни деца. Но таму видов и како се изразуваат овие мали деца кога воспитувачката вели кога јадете храна што ви се допаѓа како се чувствувате. И им давате мали сликички да покажат и кога нема да ја добиете играчката што ја сакате, како се чувствувате тогаш. Сметам дека она што е возбудливо за оваа програма е дека првата работа е да им го дадеме речникот за чувствата за децата да научат да зборуваат за нив. Следниот чекор е да препознаат кога ги доживуваат тие чувства и како да се справат со нив. Како човечки суштества, ние можеме да бидеме многу емпатични едни кон други. Штом знам како изгледа да се чувствувам лошо, тоа значи дека можам да се поврзам со некој кој исто така се чувствува лошо и можам да ги видам знаците. И кога јас се чувствувам лошо, главата ми е спуштена надолу, не се чувствувам добро. Ова го правиме и со децата кога ги прашуваме. Како се однесуваш кога се чувствуваш добро? Како се однесуваш кога се чувствуваш лошо? Така почнуваш да стануваш свесен за себе и тоа помага да го препознаеш истото и кај другите деца, но и кај родителите, кај воспитувачките и другите во околината. Сите знаеме дека децата се многу грижливи, љубопитни за светот, а тие и така учат. Тоа се првите работи што ги правиме, но програмата е прекрасна затоа што преку неја ги поддржуваме и воспитувачките. Не ги учиме само децата, ги учиме и воспитувачките како да предаваат на начин кој го поттикнува социо-емоционалното учење. За многумина од нас, возрастните кои не сме поминале низ оваа програма и ние треба да научиме. Што чувствувам, кои се знаците, како да го препознаам тоа кај децата, ако сум лута дали им го пренесувам тоа на децата, ако сум среќна дали им го пренесувам и тоа на децата. И гледаме како тоа функционира во занималните, но исто ни помага и да имаме поблак и попрецизен говор со децата. Зошто си немирен? Тоа е не затоа што сум лош, туку затоа што се чувствувам дека не сум вклучен или се чувствувам дека сум изоставен. Значи да може да водиме вакви разговори. Последното што ќе го кажам тука е дека ги учиме и родителите. Неколку пати ми пристапија кога бев во посети и би сакала да можам и почесто да одам да видам како функционира оваа програма. Видов дека родителите велат, моето дете е различно дома, дури и ме учи мене за моите емоции. Ох, мамо, ти си тажна, ох, мамо, тато е многу среќен. Мислам дека ова ме прави најсреќна што имаме влијание врз заедниците преку децата, не само да направиме подобар свет за едно дете, туку и пошироко. Сметам дека ќе почнеме да гледаме некои од подолгорочните општи придобивки од оваа програма во следните години, кога овие 5-6 годишни деца натаму ќе излезат во светот. Сметам дека другите придобивки се за менталното здравје, како и за физичкото здравје, подготвеноста за учење, бидејќи за да може да ја научиш лекцијата по математика, јазик и друго, треба да си задоволен и смирен. Затоа сметам дека придобивките се многустрани, особено во однос на подготвеноста да се учи. Колку играњето или некакви рутини кои што заедно ги прават дома се значајни во поглед на развивањето на тие вештини и по дома? Кажавте нешто што е многу важно. Мислам дека од децата бараме се повеќе и сакаме подобро за нив. Така ги учиме нашите деца, сакаме да бидат подобри од нас. Но некако во пракса сакаме да бидат како нас и затоа сметам дека е тешко да се биде родител во 2022, тешко е да се биде родител и за време на пандемијата. И затоа одлично е прашањето што може да се постигне преку игра, односно вие прашавте што можеме да направиме дома. А јас веднаш се префрлив на игра. Сметам дека науката го кажува тоа и затоа сакам да ги охрабрам сите да ги прочитаат надписите на интернет, но и многу повеќе. Има научни докази дека кога му читате на детето, не само пред спиење, тоа не само што го поттикнува детето да разбира и да го сака читањето, приказните и фантазијата, што е многу важно, туку и создава врска и блискост помеѓу родителот и детето, бидејќи споделуваат нешто многу интимно, бидејќи и двајцата читаат од истата книга. Ова се некои работи што родителите можат да ги прават. Дури и малите деца можат да помагаат околу готвењето. Не е важно што тие прават,
туку дека го прават тоа со вас. Секогаш кога правите нешто заедно, вие така го учите на интеракција, за животот, за нешто помеѓу вас и детето. И сега, ајде да го притиснеме тестото. Ајде притисни посилно. Имаме интеракција со детето. Така детето ги учи и невербалните знаци, како да им се обраќа на луѓето со почит или без почит, како да биде во интеракција со луѓето на позитивен начин, и тоа ви дава можност да го пофалите детето. Што и да правите со детето, вие како родител треба да создавате можности за да го пофалите детето. Одлично би помогна околу готвењето, например. Може би помошта од детето не била кој знае што, но тоа е добар начин да се зголеми самодовербата на детето и да дадете примери за талентите што може да ги развие детето. Целата таа интеракција е важна. Во однос на играта, студиите покажуваат дека играта е многу поважна. Учиме како да споделуваме, учиме емпатија, кога некое дете ќе падне, како да си помогнеме едни на други, како да постои здрава конкуренција, бидејќи не е убаво ако ги туркаш сите деца за да победиш во трката, например. Се учи и координација на рацете и очите. Повторно, тоа е во можност да ги пофалите децата, но и да ги разговарате со нив за тоа што значи да се биде на второ место и дека тоа е во ред. Малите деца навистина ги разбираат тие работи. Понекогаш мислиме дека се многу малечки за да разберат, но тоа се важни разговори, важна интеракција. Бабите и дедовците се исто така многу важни, бидејќи децата гледаат како мама и тато разговараат со своите мама и тато. Тоа е меѓугенерацијски. Таа љубов што се добива од бабите и дедовците е безусловна и многу важна. Сето тоа се работи што децата ги учат. Сметам дека ние како возрастни не сваќаме дека тие гледаат и се учат. Но сите знаеме и дека иако внимаваме, никогаш да не кажуваме лоши зборови, ако само еднаш кажеме некој лош збор, тие веднаш ќе го научат. И ако го разгледаме ова од поширок агол, децата не учат само за зборовите, тие учат што е прифатливо како однесување, како е прифатливо тато да постапува со мама. Тука многу сум загрижена околу семејното насилство и почита кон жените, децата го учат тоа уште на 2 или 3 години. Овие работи се навистина важни. Затоа програмата за социо-емоционално учење за мене е една од основите преку кои може да влијаеме за иднината на оваа земја. Споменавме релацијата на децата со родителите, децата со воспитувачите, децата со нивните блиски дома. Како тука да ја вметнеме конекцијата на родителите и воспитувачите со цел повторно да го извадиме најдоброто во социо-емотивниот развој на децата? Сметам дека децата се сепак главна одговорност на родителите. Никој не го одрекува тоа. Понекогаш сме збунети за тоа каква е улогата на наставниците. Наставниците треба да им помагаат на родителите и да го надополнуваат тоа што е сработено. Тие се таму како професионалци и специјалисти. Нивната специјалност е да држат настава за многу работи за кои што родителите не можат да ги научат децата, како математика, наука и друго. Но наставниците и родителите мора да соработуваат. Се разбира, не мора секој втор ден да одат на кафе, но и едните и другите работат на развој на истото тоа прекрасно дете. И треба да работат како тим, да гледаат исто на работите. УНИЦЕФ спроведе пилот проект во поглед на развивањето на социо-емоционалниот развој кај децата. Што велат сознанијата, какви податоци носи овој пилот проект за вас и што понатаму може како искуство да се искористи за да се реализира? Како што знаете, оваа програма ја спроведовме со поддршка на владата на Обединетото кралство и се разбира со поддршка на овдешната влада. Започнавме со пилот градинки и потоа програмата ја спроведовме низ целата земја преку обуки за воспитувачките и континуирана колегијална поддршка и менторство во пракса. Но имаме и други програми, работиме со универзитети со цел овие содржини да станат дел од наставната програма за сите воспитувачи уште за време на студиите. Тоа не значи дека ги обучуваме професорите, туку ги обучуваме студентите за кога тие ќе учат да станат воспитувачи. Тоа ќе биде дел од нивната наставна програма. И последниот дел од нашата работа е дека платформата Eduino, на која сме многу горди. Платформата првично беше замислена како дел од програмата за социо-емоционален развој во предучилишно образование за полесно споделување на материјалите и поддршка за наставниците. Но кога започна пандемијата,
вложивме голем напор и ја надградивме за да може да се користи и за средно и основно образование, така што платформата беше достапна за само 2 недели од затворањето на училиштата. Едуино сега е дел од образовниот систем и сметам дека тоа е одлично бидејќи сега поголем број наставници и од повисоките нивоа на образование ги користат ресурсите. Сега Едуино располага со најголем број ресурси за наставници не само за социо-емоционалниот развој, туку и за сите предмети од редовната настава. Да, заборавив да споменам и за нашата работа со телевизиските програми. Имаме програми за сите оние деца и семејства кои немаат пристап до предучилишно образование или на кои им се допаѓаат овие ресурси и сакаат да ги користат дома. За нив имаме развиено образовни програми што го поттикнуваат овој начин на учење и развој, како програмите развиени во соработка со светот на Биби, кои се прикажуваат на телевизија и се достапни на интернет. Работиме на овој начин за да допреме до што повеќе луѓе. Би сакала, амбасадорке, да започнам со прашањето која беше целта, визијата, зошто Обединетото кралство се вклучи во проектот спроведуван преку УНИЦЕФ во нашава земја за емоционален и социјален развој на децата. Работата со и едукацијата на нашите деца е нешто најважно што можеме да го направиме за семејството и за иднината на земјата. Бидејќи денешните деца се нашите идни лидери, идни родители, идни работници утре, така ние во британската амбасада во Скопје со задоволство работиме со УНИЦЕФ во последните години во навистина голем број програми за поддршка на социјалниот и емоционалниот развој кај децата, а исто така и за создавање платформа за учење за наставниците, родителите и децата кои станаа уште повитални за време на пандемијата, кога сите бевме принудени да работиме од дома и да наоѓаме начини да продолжиме да го поддржуваме образованието на децата во нашите домови. Што испореча проектот локална? Дали ги исполни очекувањата кои што ги имавте? Програмата на локално ниво беше навистина одлична. Започна со обука на наставници во секоја градинка во земјата за социјален и емоционален развој. Така што тоа значеше дека го опфати секое дете во градинката. Исто така, преку платформата која беше проширена за време на пандемијата, наставниците, родителите, децата можеа да пристапат до видеата, можеа да пристапат до учењето и всушност програмата отиде многу подалеку отколку што беше замислено. Беше лансирана порано и обезбеди едукативни материјали за децата од сите возрасти со задолжително образование. Дали проектот се спроведуваше во сите градинки, односно дали сите деца добиваат еднаква можност да бидат вклучени во рамките на проектот за емоционален и социјален развој кај децата? Програмата беше имплементирана во сите градинки и секоја воспитувачка од тој период е обучена за неа. Така што тоа е одлично. Всушност, дури и пред ковид, бројот на деца во раните години што учат во Северна Македонија е всушност многу низок во споредба со многу други земји. Всушност, пред ковид само 40% од децата од 3 до 6 години беа во раното образование и мислам дека тоа е уште полошо сега поради пандемијата. Така, едно од работите што сега ги работиме со УНИЦЕФ е да работиме со националните радиодифузери за да обезбедиме телевизиски материјал, вклучително и детска програма, како на пример Биби, потоа изработка на кратки анимирани видеа за емоционалниот и социјалниот развој, придружени со дигитална книга со емоции. Така што всушност сите деца во земјата да можат да добијат пристап до овие навистина важни информации и начини на учење. Во рамките на проектот соработувавте со Министерството за труд и социјална политика. Како сте задоволни од текот на соработката?
Да, моравме да соработуваме многу тесно со Министерството за труд и социјала со цел да го испорачаме овој проект. Но, всушност, работевме со нив во многу области. Работевме на работничките права, работевме со нив на навистина важна програма за деинституционализација на децата кои се надвор од институционалниот дом. И таа програма продолжува навистина успешно. Во моментов, работиме во друга област за да помогнеме во спроведувањето на Законот за превенција и заштита од родово засновано насилство и во овој проект е основата за идните проекти. Всушност, веќе сме во 4-та година и мислам дека тоа навистина покажува како нашите две влади се навистина посветени во оваа работа за да ја направат одржлива за децата додека се развиваат. Дали Обединетото кралство ќе продолжи во иднина да поддржува вакви проекти? Обединетото кралство навистина е посветено на пријателството и соработката со Северна Македонија. И сакаме да работиме во сферата на образованието на децата и во областа на човечкиот капитал, затоа што всушност иднината на земјата е да има луѓе кои сакаат да останат овде, кои сакаат да работат овде и да имаат вештини да ја направат оваа земја просперитетна со светла иднина. И навистина сум горда на работата што ја правиме заедно. Секоја емоција е важна. Таа влијае на обликување на мозокот. Токму и затоа многу важно е да ги научиме децата да ги препознаваат своите емоции и да може да управуваат со нив во иднина. Ова ќе го истражуваме денес во приказна. На децата им се потребни социоемоционални способности подеднакво колку и когнитивните, бидејќи тие овозможуваат да бидат фокусирани на активностите, да се мотивирани да соработуваат со воспитувачот и да се согласуваат со другарчињата во група. Социјалните и емоционалните способности ја зголемуваат способноста на детето да учи, да работи со другите, да обрнува внимание во училницата и да развива други вештини, кои се основа за формално учење и социјална интеракција во училишните години и пошироко. Сите деца заедно имаат изградено големо чувство на припадност, затоа што работејќи на емоционалните нивни вештини, ние воедно влијаевме и работевме на социјалната интеракција внатре во групата. Чука силно кога се најдете, тоа значи може да остане. Ние креиравме простор кој што на децата ќе им овозможи континуирано во текот на денот да си ги изразат своите емоции, да изразат својата индивидуалност. И црвен сум како? Пржен гриз. Како пржен гриз, како не. Заедно со нив се договоривме да се состанеме, да дојдат они, да бидат дел од нашата средина и се она што ние го правиме со децата, они да го направат со нас. Секое искуство на детето влијае врз развојот на мозокот и го обликува начинот на кој ќе мисли, ќе чувствува, ќе се однесува и ќе учи во текот на целиот живот. Во првите 5 години, детскиот мозок се развива со невидена брзина. За целосно да се искористат предностите од брзиот раст на мозокот, науката помогнала да се развијат програми за образование во раното детство и можности децата да изградат темел што ќе трае цел живот. Сепак, иако земјава бележи подобрување кај запишувањето во предучилишното образование од 22% во 2012 на 35% во 2017, ова е далеку за целната стапка на ЕУ од 95%. При многу деца ја пропуштаат можноста да развијат вештини за исполнување на нивниот потенцијал. Детските емоции значајно се разликуваат од емоциите на возрастните луѓе. Тие се едноставни и спонтано се изразуваат. Во тек на развојот емоциите стануваат се подобро диференцирани, се подобрува способноста за емоционален израз, совладување на емоциите и нивно препознавање кај другите луѓе. Кај децата постојат поголеми индивидуални разлики во изразувањето на емоциите во споредба со возрастните. Тие спонтано ги изразуваат емоциите независно дали се позитивни или негативни. Со програмата која што ја работиме, ние применуваме техники и стратегии. Како превентивен дел кој што се работи однапред, значи во ситуации кога децата се смирени, ведри, расположени, за да тие после ни послужат во ситуации на конфликт. Ме препознавате? Јас сум Итралин. Крак, здраво! Крак! Јас сум
Со децата често се користат приказни во кои што, значи, нема тие само да ги слушаат како прочитани приказни, туку ќе станат дел од ликовите во приказната. Ќе се најдат во ситуација на конфликт, ќе се најдат во ситуација да решат сами некоја проблем ситуација. Ама многу сум гладна. Сега ќе отидам и ќе си ги изедам. Колку сакам да си ги чувам јаболките. Крак! Па ги нема половина! Ќе се најдат во ситуација да бидат емпатични, значи да влезат во чувството на другиот, не само во своето чувство. Секоја лисица нека си најде по едно гавранче. Кога ги правиме активностите, нели, така, една по друга, постои потреба од користење на тие транзициони активности, каде што децата всушност имаме потреба да ги фокусираме, кога нивното внимание, нели, по опсек се намалува. Сврти се лице во лице и да сме малку лути, како кога се караме. Например, сите дечиња ги триеме рачињата до чувство на топлина и потоа ги ставаат рацете на очи. Ако малце ги подпритиснат очите, логично дека светки ќе се појават, а тоа е за нив веднаш нивното внимание оди на тоа, се фокусираат на нешто друго и умот е веќе спремен да прими нешто ново што ни е наред да го учиме. Споменатите разлики во емоционалното доживување меѓу децата и возрастните наметнуваат потреба за подобро спознавање на карактеристиките на детските емоции, како особено важни во педагошката работа со децата. Ги сакам и ги гушкам другарчињата. Значи, како што работиме на самите себе си, да си ја кренеме само свеста, да си ја подигнеме само почитта, само љубовта, бидејќи кога се прифаќаме самите себе си, останатите луѓе исто така не прифаќаат и нас. Бидејќи јас сум еден и единствен. Така и од најрана возраст работа со децата за да бидат посамостални, значи да се сакаат себе си, да се почитуваат себе си, да можат да се што имаат на нив, да си го сакаат, да си го почитуваат. Со изработка на сликовницата, значи кажуваме дека сите деца сме различни, но сепак сме едни и единствени, дека ние сме си самите на себе најдоброто другарче на кое што ние му ветуваме дека ќе го заштитиме, дека ќе го сакаме, дека ќе го почитуваме и дека нема да дозволиме никој да го повреди и никој да му одземе радоста, среќата и мирот. И завршуваме со јас те сакам тебе. Јас те сакам. Ќе се грижам за тебе. Вие ветувам дека ќе се заштитам и секогаш ќе бидам со тебе. Со образованието во раното детство не само што се поддржува образовен успех, туку и се градат други вештини кај децата кои се од суштинска важност за учењето и развојот на мозокот. Развојот на некогнитивните вештини како интелектуална љубопитност, истрајност, социјални вештини и емотивна стабилност во текот на детството и адолесцентските години се подеднакво важни за успехот на децата во доживотно учење, социјална интеграција, личен развој и подоцна при вработувањето. Детските емоции се разликуваат од емоциите на возрастните. Но она што е уште поважно е дека треба ние како возрастни да ги научиме децата да ги препознаваат нивните емоции и да научат како да управуваат со нив. Еве што ви откриваме во артикулација. Преку социјалниот и емотивниот развој децата учат како да ги почитуваат другите. Развиваат позитивна слика за себе и самопочит. Зборувајќи за своите чувства, идеи и искуства, ги зголемуваат своите јазични способности, ги подобруваат своите комуникацијски вештини и го зголемуваат својот капацитет за емпатија. Децата најдобро учат низ игра. Преку игрите за надминување на разочараност учат да се справуваат со победа или пораз. Тоа најчесто се колективни игри во кои секогаш едната екипа мора да победи, а другата да изгуби. Чувството на неуспех се намалува бидејќи поразот е заеднички. Децата учат дека не сите желби можат да се исполнат, се учат на прифаќање на пораз или победа на прифатлив начин. На овој начин ја усвојуваат емоционалната самоконтрола. Игри за толеранција им помагаат на децата да научат дека сите немаат исти способности, дека луѓето се разликуваат, дека треба да научат како да ги надминат напнатите ситуации, да ја толерираат туѓата неможност и немоќ, да се научат да помагаат и слично.
Потребно е на децата да им се овозможат игри преку кои ќе ги откријат своите способности во однос на другите деца и да ги почитуваат индивидуалните капацитети. Се препорачуваат колективни игри каде се поставени задачи за различна тежина, како полигони, мини ракомет, мини фудбал и така натаму. Преку овој тип на игри се задоволува потребата на децата да ги споредуваат своите способности со способностите на другите деца. Игри за запознавање на самиот себе си се игри преку кои се развива позитивниот идентитет кај децата. Сознаваат што можат да направат, а што ги надминува нивните можности. Преку овој тип на игри се поттикнува позитивното размислување, а со тоа и позитивните емоции. Игри на разбирање го поттикнуваат развојот на сетилната осетливост. Ова се игри кои се користат за развој на сетилната осетливост, реакција на одредени звучни, тактилни или визуелни сигнали, разбирање гестови, воочување и проценување на туѓото движење и соодветни реакции на вакви движења. Се препорачуваат активности кои се состојат во движење на одреден знак, свиреж, удар или плесок, движења како трчање, ползање, тркалање, промена на положбата на телото, трчање, ползање на одредено растојание напред, назад и во страна. Соодветни игри за оваа категорија се игри од типот лик во огледало, пантомима, имитација на движења, едноставни полигони и слично. Во ова издание на Приказна научивме дека емоциите се многу важни, но игрите исто така имаат еднаква важност затоа што преку игрите децата учат да комуницираат, учат да споделуваат, учат како да управуваат со своите емоции. Веруваме дека искуствата и информациите кои што ви ги донесовме ќе бидат добре дојдени за ваша подобра комуникација со вашите деца. Довидување до следната Приказна.